беше епизодата на Петко Цвеќето што зборува. И знаете што? Имаме нова учителка. Учителката Кети е сега со нас. Здраво, учителке. Здраво, учителке. Зашто ќе зборуваме денес? Да ги поздравам прво учениците. Може, секако. Добар ден, драги ученици и родители кои што сте заедно пред ТВ екраните. Ве поздравувам и посебно сакам да ве почастам со едно голем аплауз, кој што значи вие ова утро станавте да имате час, имате желба да учите. Тоа беше мој мотив да бидам јас овде денес, да бидам со вас, да продолжиме да учиме, а посебна благодарност на родителите кои што не подржуваат во идејата и во континуитет ни го носат образовниот процес. Одлично. Така. Се надевам дека денес ќе имаме убави активности кои што ќе ви го исполнат вашиот ден. Се потрудив да биде тоа интересно и за вас, и за овде моите ученици во студиото, па да почнеме веднаш. Ајде да почнеме. Да почнеме. Ќе зборуваме за штедење, Лиле, ќе многу трошиме сакам малку штедење. пари, па на почетокот јас направив некои денари, Добро. кои што ги направив од хартија од безбедносни причини. Секако. Знаете, нели, да не ги фаќаме валканите пари. Ви давам плик од 500 денари. 500 денари. Вие, драги ученици, можете исто така да си играте со нас и да работите заедно, паралелно со нас. Ви треба само ливчиња и прибор за работа. И почнуваме. Имаме 500 денари и треба да си одбереме производи, а производите ни се овде. Ајде да ги видиме производите. Може јас да добијам 500 денари? Добили. Опа! 500 денари. Доби 500 денари. 500 денари за вас, 500 Не се денари вистински. за Лина. Добро. Не се вистински. Но Од јас си хартија замислувам се. дека се вистински. Да, ама не сакаме да фаќаме валкани пари во овие моменти на изолација. Ама чекајте, Да. каде ни отиде Ги наоѓаме квизот? продуктите. Ајде да видиме кој ќе пазари прв. Еве. Да, ама е направено како... Каде? Не може да се... Може некој да ни помогне? Аха, Еве ни го го. ова, ма ќе ни се исклучи. Еве го Имаме списокот 500 на денари и продукти. брзо да најдеме што да 500 купиме. денари. Купете Добро. си нешто. Еве пак сме овде. Еве, јас сакам да си купам коцкички за 450 денари Добро. и чоколадо за 50 денари. Аха, добро. А јас сакам да си купам вода, се разбира. Сакам да си купам млеко, овошје, сапун и вако за дезинфецирање, што значи дека јас имам подржано 50, 100, 100, 200, 400 денари. Јас заштедих 100 денари. Еве, јас Лина. ги потрошив сите 500 денари. Да, успеа веднаш да се ги потрошиш Да, ги парите. потрошив парите, имам сега коцки за играње и чоколада. Често пати и ние возрастните се соочуваме со тоа кога децата пазарат. Тие си почнуваат со своите желби. И тоа е природно. Тоа го разбираме. А некако како потребите на децата како да остануваат за обврска на родителите, на возрастните. Дечињата си ги гледаат своите желби, така купуваат, така ги трошат своите пари. Така. Денес ние малку ќе поразговараме за тоа што се желби, а што се потреби. Кога пазариме, добро е да имаме список, да си напишеме што се ни е потребно, да се договориме во семејството, кои ни се нашите приоритети, што е она што ни е важно и веднаш потоа да почнеме да влеземе во маркетот и да пазариме. Значи однапред да си направиме Да список на направиме потребите список. што ни се Да потребни. не ни се случи да ги потрошиме парите, а ни требали уште многу важни работи, приоритетни, битни, а не сме ги купиле. Да, Или не сега ни јас останале пари. на пример си помислив зошто не си купив вода. Може би Да, таа вода ќе ми точно треба. така. А јас ги потрошив парите Да. на играчки и на чоколада. Приоритетите остана. Да. И водата, па и тоалетната, и Сапунот, сапунот, да. па и ова средство Средствата за за дезинфекција. леп. Да. Многу ви е важно, многу е приоритетно, битно да го имаме дома. А вие останавте со играчките и чоколадата. Да. Меѓутоа Лина тоа не го направи. Добро, Цветко, ти ја Лина научи размислуваше за приоритети. лекцијата? Да, јас размислував како и секогаш, знам дека е најнеопходно сега да имам храна и вода, и тоа ништо што е најнеопходно, не чоколади, Најважното, ни ништо така што е поздраво во случајот, Така отколку играчки и чоколади, Да. Цветко. Убаво е. И ти заштеди уште 100 Да, денари и ти баш остана. заради тоа јас што се воде од потребите, а не од своите желби, заштедив 100 денари.
пари и ќе се ги Така. ставам во касичка. Вие можете и дома да си вежбате што ли се потреби, што ли е желба. Да направиме една разлика, да знаеме кога ќе влеземе во маркетот што треба да земеме. Значи вака, можеме да си играме. Можеме случањата да ги ставиме на 1 метар оддалеченост, а можеме и ние вака да застанеме на 1 метар Така. оддалеченост. Во круг, добро? И тогаш си зборуваме вака. Што значи потреби? Подсетуваме дека потреби е се она што ни е неопходно за живење. Треба да смениме За солништа, храна, вода, облека, лекови ако се потребни. Аха, тоа се потреби. Желбите се нешто друго. Сакам да живеам поубаво. Па си сакам играчки, убави облека, разни видови рекреации. Да, јас имам желба, например, да си купам хаверборд. Да имам хаверборд, да имам играчки, да Значи, имам... сега не ти треба. Десната рака ќе ни ги кажува желбите, а левата ќе ни ги кажува потребите. Океј. И сега, Аха. јас имам желба да одам во Рим. Во Рим? Да, Рим. имам желба. Десната рака за желбите? Ни се желби, Желба, а желба, левата желба. потреба. Имам потреба од вода во моментот на вистина. Сега сте вие ли? Јас имам желба да не знам, да одам на море, да седам на плажа, ама тоа е мојата желба, а имам потреба во моментов од едно јаболко вкусно. Моја желба е да си купам хаверборд, а имам потреба па да каснам нешто, не сум доручкуван уште, некако сум гладен. Драги дечиња, родители, играјте ја играта. Расчистете што се желби и потреби. Да. Да знаеме точно што сакаме да купуваме во продавниците. Така е. И сега, кога ќе почнуваме да купуваме, правиме список на потребите и на желбите, а желбите ќе ги оставиме во некое време подоцна. Да. Тогаш, кога ќе имаме и доволно средства. А за да имаме доволно средства, треба да научиме да штедиме. Да. Ова е касичка, која што може ја имате, може ја немате, меѓутоа идејата за штедење не е врзана со касичката. Таа треба, одиме сега понатаму, таа треба да ни биде место каде што ние ќе ги оставаме парите. Кои се тие пари што ги оставаме? Кога штедиме? Парите што ги имаме сега во моментот, ги оставаме за некое време подоцна, за покасно да ги користиме. Бидејќи во реалниот живот не располагаме со доволно средства за секој момент да го задоволиме, да ги задоволиме потребите. Имам Затоа едно мора да прашање. правиме рангирање на нашите приоритети. Да размислиме и да одлучиме што е поважно во еден момент и потоа да го купуваме. А кога ќе заштедиме, тогаш имаме средства кои што си ги ставаме настрана. Сега, штедењето може да биде на различни начини. Мислам дека следниот слајд ќе ни помогне. Штедењето може да биде на различни начини и тоа треба да знаеме дека штедењето пари значи да оставам некои средства настрана. Ка? Не морам во касичката, можам и во некоја обична кутија. Во фиока може да се Меѓутоа, чуваат пари, било нешто каде. што треба да знам е дека штедам, значи поставувам цел, што сакам да направам, Да. што сакам да купам. А не е штедењето само по себе цел? Цел, да, е цел. Сакам да штедам, меѓутоа зошто штедам? Сакам да заштедам, бидејќи сакам да си купам убави луксузни патики или патики кои што многу ми значат. Сакам да штедам, значи си поставувам цел, си го одредувам која е цената што треба да ја штедам, кое време ми треба за да заштедам пари и начинот на кој што ќе штедам. Кога ќе размислите, многу пати сме имале пари, а не сме ги заштедиле. Например, вашите баби, вашите блиски, родителите, за многу празници, за многу ситуации. Например, Нова година, Бајрам, Великден, тие ви даваат паричка. Ако вие поставите цел дека јас ќе штедам, ја ставате настрана. Да, Так. да, јас сега си поставувам цел дека ќе собирам пари за да си купам хаверборд.
да почнеме да штедиме. Да. Многу е важно да почнеме да штедиме. Јас веќе имам собрано пари за да одам летово на плажа. Ако дојде до тоа да одам на плажа. Така, Ќе дојде. сигурно. Кога ќе имаме средства, ќе можеме да си ги исполниме и желбите. А кога штедиме, ги имаме. И да не се обесхрабруваме. Некогаш тие парички се ситни. Денар, два, ама знаете како рекол нашиот народ? Денар по денар. Денар по денар, збир. Чорба. Капка по капка, вир. Така. Па сега, бидејќи е тоа така, не се обесхрабруваме, ама почнуваме со штедење. Така. Така е. Одиме Значи, малку дечиња, уште еден сите слайд. веќе да почнете да штедете по дома. Ајде, следен. Следен слайд. И сега, како една вака заедничка активност, за да можеме да штедиме, треба да имаме добро планирање на нашиот буџет. Семејството треба да седне и да го испланира, да ги испланира сите средства што ги има. Децата, ве молам, учениците, сите дечиња што ме слушаат, бидете и вклучете се во оваа активност. Вие сте дел од семејниот буџет. Вклучувајте се на списокот на потреби и желби. Направете си список на потреби на секој член од вашето семејство. Тоа ќе ви биде една убава задача денес. Направете си список на желби. Дискутирајте за приоритетите, што во семејството е важно. Дискутирајте за вашите желби, разговарате како ќе штедите. Од овој момент, на кој начин и како ќе почнам и каде ќе ги ставам моите парички. Ви реков, не мора да е касичка, може да биде една обична кутија. Незиното место да се постави, поставете ја целта и почнувајте. Одлично. Исто така, ќе ви дадам еден многу убав совет. Штедењето може да ви помогне да заштедувате пари на различни начини. Оние што ќе ви ги дадат, ви кажав предходно. За празниците од бабите, од дедовците. Оние кои што ќе ги заработите. А како можете да заработите? Па можете, со тато можете да помогнете да измиете колата, и ќе кажете, тато, јас штедам пари, те молам, дај ми 100 денари, Така, 50 денари. Мене да речеме мајка ми, која ќе ми рече, ме боли главата, Лина, ќе ми измасираш и јас ќе ја измасирам главата и ќе речем, сега за таа услуга можеш да ми дадеш 10 денари кои што си ги Апсолутно, Лина, зошто да не? Така. Или старата комшивка која што сега не може да излегува да пазари, ќе пазари некој од вашето семејство, ќе го доставите до дворот и таа ќе ви остави некоја паричка. И Да. тоа е еден начин. Добро, за тоа не мора ни да земеме пари сега во вакви услови, можеме чисто за да им сака да не помогнеме. почасти, Така, да им може сака да не помогнеме на нашите почасти, комшии, така е. Така е. Можеме да заштедуваме и на друг начин. Како? Да ги заштедиме високите сметки од струја. Да ја заштедиме Да. сметката од вода. Секогаш кога ќе Па побарам нешто знаете од моите, колку е важно Да. да ги намалиме тие суми. Тие ќе останат во нашиот буџет. така. Да, Па тоа е. еве, Знаете штедење. што, учителка, јас секогаш кога ќе сакам нешто да ми купат моите не може сега, а треба да платиме сметки за струја и за вода, па прво ако ни остане, никогаш не ни останува ништо за да си купиме нешто за И подобро. оставањето на водата да тече додека ги миеме рацете, затоа што сега е период каде што Така. многу често ги миеме рацете, Да. оставањето на водата да тече и тоа е еден вид нештедење. Затоа треба додека се тријат рацете со сапун да се исклучи чешмата. Така е. Па може би ќе му сугерираме и на Петко да го прави Да. тоа. Да. Ви го видовте Петко? Да. Како долго време да ја пушта чешмата и тоа во голем лас. Така. А ние Можеме треба малку тоа. да ја подзапреме Да ја чешмата. подзапре, така. Да, тоа е одлична идеја. Добро. Одлично. Значи, Како да заштедиме струја. така. Така е. Имаме да заштедиме и струја, да ги исклучуваме прекидачите, Сијалиците светлата, да не работат сијалиците, непотребно. некој не е во собата. Кога ходниците, кога некој само поминува, не мора да бидат Цело време многу да осветлени. Така. Не мораме компјутерот да го оставаме на Така се зачува и животната стендбај. средина, да. Ни кажуваат дека овој час ни бил при крај и дека за да преминеме на следниот час, така учителке, Така. треба да видиме едно кратко видео. Може. Може да Видео, ни пуштите, сакам да го видам, ајде. некој Ајде, видео. подготвен сум. Ајде да видиме. Ајде.